Одврзувањето од потребата за поголема плата за да ги задоволам навидум основните потреби на струја, вода, купување материјални нешта, збогатување на домот со предмети, некои си најдобри понуди, пакети за телевизија, како на пример Netflix и слични некои такви кои што даваат некои си можности, се купуваат скапо, даваат некои големи можности на серии, филмови и така натаму, а всушност вие ја плаќате таа сума на пари која што ви носи само чисто зло, затоа што каде што има големи пари, таму лежи проклетство. Каде што има премногу современи филмови на некои интересни содржини и сценарии од филмови за да го залажуваат човекот да биде анимиран од својот секојдневен живот, сето тоа носи забавување на времето, поминување на времето во празно и залажување во некои лажни забавни активности кои што човекот го носат на долготраен рок кон пропаст. Примерот со Netflix го давам затоа што тоа е еден мал пример како луѓето од големите нивни плати плаќаат добри пакети или добри телефони или добри, не знам, коли или така некои слични нешта или земаат кредити, значи ги даваат своите плати кои што им се големи за некои материјални нешта кои што тие материјални нешта нив ги прават робови. Значи робови на работно место, робови на поголеми плати во компании кои што може да ги дозволат тие плати за да човекот може да го преживее својот месец и не сваќајќи дека на долг рок тој станува еден чист роб. Значи станува роб на друг човек. Него животот му го носи, му го води општествениот живот. Затоа што станал зависен од општеството. Станал зависен од икс материјалисти. Еве, на пример, ќе го дадам пример тука, нема да спомнам име, ќе го напишам доле. Ова институција е, на пример, од луѓе кои што се од Германија, значи не се ни наши, и тој свет во кој што во таа западна страна на нашата планета Земја доаѓа најголемото зло каде што се наметнува тој материјалистички начин на живење, каде што не постои духовност и гледате како кај нас доаѓа и наметнува цените се огромни во таа институција односно услугите кои што ги даваат на обичните граѓани. Вработените таму минимум 1200-1500 па некои 2000 евра примаат плата, а колку вработени има само во таа институција. И имаме, гледате, обичните луѓе кои што ја бараат алчноста за поголема плата, ги поддржуваат овие материјалисти. Наводно вас ви даваат интернет, ви даваат телевизија, ви даваат ова, ви даваат она, производи, услуги, и вие ги плаќате тие со огромни суми на пари за таа институција да може да функционира, да може да ги плати своите вработени кои што се исто така влегле во таа институција за да го преживеат својот живот, ама зимаат добри плати, 1200-1500 евра, супер ми е. Ги добивам тие пари, не знам како, институцијата си ги заработува на свој начин. Јас сум си платен, ич не ми интересира, не ми е гајле за другите луѓе. Ама, ти си роб, вработениот станува роб на институцијата. Обичните луѓе стануваат роб на услугите кои што се платени неправедно, некоректно, нефер, со големи суми на пари. И имаме циклус, од вработен на купувач. Вработен купувач влегува во еден систем на робување